Добар ден, почитувани гледачи. Агора на телевизија Ирис. Најстариот демократски институт во познатото човештво. Ова е нашите европскиот, веројатно и кинезите имале некои институти. А околу она дали е демократски или не, ќе расправаме до крајот на светот, нели? Имаше една теза во кај Плеханов, вели, ако ги замениш некои од дефинициите за диктатура и за демократија, веројатно ќе се најдеш изгубен, зашто некојаш едното наликува на другото, иако суштината им е многу поразлична. Тоа е од политичката теорија, а ние во Македонија сме во пракса. Нашата пракса вели председателски избори и превремени парламентарни избори. Тоа што се поклопи е политичка одлука, но и дополнителна одговорност на граѓаните за изјаснување, давање на својот глас за пред нашите представници. И уште една од дефинициите од политичката теорија која вели ваква: секој народ има влада како што заслужува. Гледајќи го тоа дека онака како што го даваме својот глас, така и утре треба да очекуваме од оние кои нас не представуваат резултати или остварување на програмата која ни е нудат. Интересна ни е оваа кампања, веројатно ќе биде без дебати според најавите на кандидатите, но има и уште една работа која вака, гледајќи ја острана, некако за момент ни изгледа необична. Тоа е прекупувањето или изборувањето, наметнувањето на темите кај кандидатите за нешто што не го пишува во Уставот на Македонија. Јас ќе се обидам во интервјуата со кандидатите да го поставам тоа како теза, читајќи ги деловите од Уставот каде што точно се напишани нивните права и одговорности. Јас не знам, Уставот знае, а вие ќе процените што тие ќе одговарат. За неколку дена, поточно од 5, започнува и кампањата за предвремените парламентарни избори. Длабоко вкопани два фронта, такви се некаде од 90-тите. Нема поголемо приближување, иако методологијата на остварување на власт е една работа, кампањата е друга, политиката е трета. За овие теми, за овие прашања ќе му ги поставам на подпредседателот на Социјалдемократскиот Сојуз, човекот кој пред едно месец дена беше често на телевизија, но по една друга работа беше обвинуван за работи кои ги направил или некој во негова корист ги направил пред 7-8 години. Дамјан Манчевски е мој и ваши гости во живо на телевизија Ирис. Добро дојдете во Агора. Добро најдов и благодарам на поканата. Јас го искоментирав онака како јас што ја согледам до сегашната кампања за председател на Република Македонија. 10 дена поминаа до вчера, 10 дена од кампањата, и можеме да направиме некакви согледувања околу тоа како тече кампањата. Вие сте внатре од еден дел, но нормална работа ка следите и што другата страна презентира. Па една мала оценка и за вас и за спротивната страна. Добро, ќе се надоврзам на дел од вашите коментари што ги кажавте, а тоа е дека препоклупувањето на изборите генерално не ни остават на нас политичките партии премногу простор да разговараме на поинаков можеби начин. Наш став на Социјалдемократскиот сојуз беше дека претседателските избори треба да бидат издвоени од парламентарните, токму имајќи го во предвид фактот дека многу скоро, само пред околу месец и пол-два, имавме сериозни измени на изборниот законник, за мене се тоа тектонски измени, кои што квалитативно би требало да го подобрат демократскиот процес и изборниот процес. Ќе видиме дали тоа ќе биде така. И добро ќе беше да овие нови правила на игра ги испробваме на едни помалку тензични избори, како што се, например, председателските избори. Свесни сме сите дека влогот е многу поголем во парламентарни избори, додека во председателската кампања малку полесно ќе можеме тие работи да ги тераме и да ги видиме евентуалните аномалии кои што ќе ги јави системот со цел да ги отстраниме за парламентарните избори. Апсолутно не стануваше збор дека сме против предвремени парламентарни избори, напротив, сметавме дека може да се одржат само после 2, 3, 5 месеци. Да подсетиме дека тоа е и во препораката од Европската комисија по настаните од 24, иако не ги актуализиравме многу, но таа обврска остануваше. Апсолутно. Нормално, уште една од обврските беше и договор за датум на одржување на предвремените парламентарни избори, дека требаше да биде во договор помеѓу власта и опозицијата. И тоа не се случи, но на ред да не навлегуваме во тоа. Во однос на кампањата, мислам дека се гледа една голема разлика во начинот на кој што ние водиме кампањата и како тоа го прави ДПМН. Значи ДПМН и самите со начинот на кој што ја водат кампањата признаваат дека имаат слаб кандидат, кој што не стои добро.
И затоа некој мора да ја компензира неговата слабост во кампањата. Значи го имаме затоа премиерот, разни министри кои што зборуваат во негово име на неговите митинзи. Нашите анализи од претходните само неколку дена на митинзите на ДПМН покажуваат дека Иванов збори некои 10 минути, додека Груевски збори над 40 минути. Темите на кои што разговараат воопшто, и тука се оправа, не се однесуваат на ингеренциите на председателот, туку зборуваат за ингеренциите на владата, каде што Иванов нема никаква врска. Од друга страна, ние, нашата кампања, ја тераме максимално позитивно. Го оставаме нашиот председателски кандидат Стево Пендаровски самиот да им се доближи на граѓаните, да им објасни што е тоа што он го нуди. Што е тоа што тие ќе го добијат со него како председател на државата. Не ветува и не нуди нешто што не може да го оствари. Но во еден амбиент кога 2/3 од граѓаните на Република Македонија бараат промени, власта едноставно на избори се менува власта, не може нешто друго да се смени. 2/3 од граѓаните ако бараат промени, нормално е дека... Како тој заклучок дека 2/3 бараат? Гледајте ги анализите и анкетите кои што излегуваат и во јавноста, колкав број од граѓаните на Република Македонија сметаат дека Македонија се движи во погрешен правец, и има и одредени анкети кои што се за наша натрешна употреба, во кои што јасно граѓаните се изјаснуваат дека 2 од 3 македонци бараат промени. Не им се допаѓа системот во кој што живеат. Значи не зборуваме генерално за владата или за државата, меѓутоа сметаат дека нивниот живот треба да биде подобар, бараат промена. Нормално е дека ќе се смени власта, не може да се смени нешто друго во државата. Граѓаните едноставно сакаат да се обидат со нешто ново. И ние ќе се обидеме да преку нашата програмска платформа им прикажеме дека имаат алтернатива, имаме решенија за нивните проблеми и дека тоа ќе можеме да го оствариме. Тоа на парламентарните, во кампањата за парламентарните избори, ќе го ставиме кандидатите, па ќе си го оставиме и прашањата резервни за оние кои се кандидираат да бидат председатели. Пред да започнеме оперативно овој наш разговор, имаме едно прашање до вас, вие сте млад човек. И како млад човек морате, вашата генерација, да си преземе дел одговорноста за развојот на Македонија. Политичките аналитичари велат дека живееме во еден систем во кој што настапи дезидеологизација, кога нема идеологија, кога додуше нема и поголема инвенција кај политичарите, и направивме еден систем на клиентелизам и еден систем кој во се е отклон од дефинициите за политички дефиниции. Демократија, партократија, процедура, прескокнување на процедура, држава, плевенски сојуз и така натаму. Ово прашање како млад човек ви го поставам. Дали се согласувате со тоа дека треба шефовите на партијата да седнат и се договорат за токови на за некои политички прашања, освен или тоа да биде низ процесот нормален како секојаш во светот, во парламентот да се реши? Видете, тоа што до некаде кај нас се случува, деидеологизацијата на политичките партии, до некаде се случува и секаде, мораме да признаеме. Меѓутоа, оно што кај нас се случува, а тоа е навлегување на политиката, и не толку на политиката, туку на власта, во секоја пора на животот. Значи, во најосновното секојдневие на граѓаните, нивото вработување, здравствената услуга, социјалната помош, купувањето на пазар. Во секоја пора од животот имате власта, каде што таа се обидува да влијае, да уценува или да притиска. Тоа е тоа што не е нормално во нашава, условно кажано, демократија, морам да кажам, во последните 8 години. За да се наруши овој вид на политички клиентелизам кој што постои, пред се мора да има политичка волја. Политичка волја обострана и особено кај властодржците. Значи, кој е начинот на кој што веројатно сакате да не прашате и ние би го нарушиле тој политички клиентелизам? Видете, прво, едноставно мора власта да се смени во оваа држава, затоа што 8 години една владеачка структура, едните исти луѓе, имаа шанса да покажат дали имаат политичка волја нешто да променат. Мислам дека веќе на сите нејасно дека тоа не е така. Значи, треба да се даде шанса на некои други. Без разлика, нека не сме ние, нека се некои трети, кои што ќе се обидат да ја земат власта во своји раце, ама и поинаку да ја практикуваат. Значи, мора кај власта да постои политичка волја за диалог со опозицијата, за слушање на желбите на граѓаните, за слобода на изразување, за слобода на медиумите, без разлика какви закони и законски решенија да носиме. Преговори, правила на игра и така натака. Ако постои политичка волја кај власта, било која, да ги заобиколува, крши и руши, тоа тие ќе го прават. Затоа,
пред се прашање на политичка волја на сите чинители во процесот, но основно на власта, која што ги има сите механизми за да го наруши тој процес. Така. За да се промени нешто, рекоте, потребни се гласовите на граѓаните, ама граѓаните за да донесат одлука треба да имат отклон од едната или од другата страна. Да проценуваат квалитативно што е подобро за нив, што е полошо. Така. Сега, да почнеме од почеток, како и во секоја работа. Имаме внатрешна политичка стабилност или постојана политичка нестабилност во Република Македонија. Ако бидете во можност да практикувате власт, што ќе направите движењето, клизањето на Македонија во федерација? Што ќе направите во политичкиот диалог да се сопре тоа? Инаку вака, ако се продолжи, граѓаните веруваат дека Македонија ќе биде конфедеративна држава. Видете, сега има некакви си квази обиди од владините партнери, ДПМН и ДУИ, да прикажат дека постои некаков вид на владина криза. И тоа го направија преку измислувањето на некаков си концепт за консензуален, така наречен консензуален председател. Прво, на никој не е јасно што значи тоа. ДУИ кој што го предложи, никогаш не го објасни. И денес како ги прашате различни луѓе од ДУИ, ќе ви кажат нешто различно. Вториот проблем околу тој концепт беше дека ако е консензуален, требаше да го понудат на сите, веројатно граѓани на Македонија. ДУИ единствено го понуди овој концепт на нивниот коалицијски партнер ДПМН и на никој друг. Така да тоа не ви го понуди, иако имаше по вестниците дека се преговарал. Воопшто. Така да тоа воопшто не станува збор за концепт на консензуален председател, туку на коалицијски председател. Така што воопшто не гледам некакви си обиди од страна на власта нешто да промени во однос на системов на функционирање кај нас. Значи тоа беше само една игра, покритие, приказна на власта, зошто ќе распишат предвремени парламентарни избори. Ништо повеќе. Доколку, ќе кажам, не дај Боже, ако не сум религиозен, повторно победи ДПМН на парламентарните избори, следниот ден ќе немаат никаков проблем да функционираат со истата таа ДУИ во коалиција без око да им трепне. Значи, тендерските врски се главните во таа нивна политичка љубов и таа функционира се уште. Така да, она што ние би го промениле е реален и искрен диалог со сите граѓани на Македонија. Почитување на сите етнички заедници, но и почитување на уставот и законите на Република Македонија. Мислам дека тоа е возможно. И СДСМ барем се докажа на тој план. Значи, во периодот од 2002 до 2006 година со таа власт, ваква, таква, онаква, која што можеби немаше големи економски успеси и резултати, меѓутоа успеа да ја стабилизира државата на меѓуетнички и политички план. И за тоа добивме и позитивни оценки од страна на Европската унија со кандидатскиот статус и така натака. Меѓутоа, она што денеска ни се случува е поради бизнис интересите на неколку луѓе во власта, целосно се запоставуваат меѓуетничките односи и релации кои што на терен се влошуваат. Младите луѓе, јас живеам во Скопје, каде што живеат и македонци и албанци, живеат во паралелни светови. Од секогаш се живееле. Меѓутоа нема обиди да тоа нешто се смени. Дури напротив, пазите со случајот со инцидентот на Кале. Кој е резултатот на тој инцидент што се случи со обидот за градење на црква, па се побунија со Артан Груби. Да, значи крајниот резултат е затварање на Калето. Така, една година не сме отишли таму. Никој не може да ја каже. И ништо повеќе од тоа не се случува. Ниту има реперкусии некој за тоа што се случи, но ниту некој се обидува да го расчисти случајот и да ги зближи овие млади луѓе кои што некој ги изманипулирал, да отидат таму и да прават проблеми. Крајниот резултат е дека не може да одеме Кале. Така. Сиромаштијата донесува калга. Кинезите велат дека таа не се дели само богатството, кога се дели сиромаштија, само калга имаме, нели? Вака сега, водењето на економските политики во Македонија, сите влади досега беше врзано за прибирање на даноците, полнењето на буџетот и неговото дистрибуирање според критериумите на било која влада. Не видовме исчекор во економијата, реструктурирање на економијата, не видовме приближување на стандардите кон барањето од Европа, иако за волја вестирата можеби не требаше премногу да се приближува и така натаму. Имавме катастрофална приватизација која не донесе тоа што се очекуваше, тоа го сите знаеме. Сега, доколку вие дојдете во ситуација да практикувате влада, како ќе го делите општествениот колач? Ќе се понесувате како администрацијата да е фирма, па владата е шеф на таа фирма, или како сервис на граѓаните
за нивна корист. Апсолутно улогата на политичарите е не сервис, тука се слуги на граѓаните. И тоа мора да го сватат конечно сите политичари во Македонија. Не е лошо да се функционира и со искуство од фирма, јас доаѓам од реалниот бизнис сектор, доаѓа и председателот на партијата, и некои од принципите на функционирање треба да се воспостават, меѓутоа сепак политиката, власта е сервис, слуга на граѓаните и ништо повеќе од тоа. Во однос на како ние би ги распределиле средствата, значи прва наша програмска определба е дека 30% од бруто домашниот производ ќе се инвестира, значи вредност во инфраструктурни проекти. Изградба на автопатишта, енергетски објекти, сето она што може да даде додадена вредност. Системи за одводнување, водоводни мрежи, ревитализација на железничкиот систем и така натака. Сето нешто што може подоцна да додаде и економски развој. Оно што го практикуваше наша власт до сега 8 години е вложување во некапитални проекти, односно проекти кои што не можат да донесат никаков друг бенефит на граѓаните, освен дека имаме сега за дел од институциите во Скопје имаме згради. И имаме по некој споменик. Значи веќе го земам примерот со сега актуелниот доста автопат Скопје-Штип, односно Миладиновци-Штип. Неговата вкупна вредност е околу 206 мислам милиони евра, за кои што се задолживме. Значи се задолживме кредит од Кина, тие пари треба да ги враќаат граѓаните на државата во следните X години. Наместо се задолжиме, можевме 200 милиони од 500 до 600 според нашите проценки милиони евра вложени во споменици и музеи за проектот Скопје 2014, до сега ќе се возевме по патот Миладиновци-Штип и ќе беше изграден и Кичев Охрид. Тоа е разликата во она што се наши приоритети и што го зборувавме 8 години дека треба да биде приоритетна владата на ДПМН и она што тие го правеа. Дополнително има една квалитативна разлика. Пазете што се случува и со единствениот автопат кој што го градат со европски пари, односно добија пари го градат, а тоа е Демир Капија Смоквица. Не почнат да се гради, некој извлекол таму 3,5 милиони евра. Ги стајал во кеш во нечии џепови. Ниту знаеме кој, ниту се слуша за истрагава која што наводно е во тек. А крајниот резултат за жал е најверојатно според информациите денеска што стасуваат од дел од медиумите дека изградбата е запрена. Тоа е разликата, дека некој кој што владее со земја прво треба да владее за да ги задоволи интересите на овие граѓани, а после на сопствените членови и раководството на партијата. И сметам дека апсолутно може да се види разликата. Имаме начело на нашата партија председател на партија кој што од градот во кој што раководи, Струмица навистина направи европски град. И тоа никој не може да го спори. Тоа дури и самите наши политички противници го признаваат. Го имаме секретарот на партијата кој што доаѓа од општина Куманово, каде што исто така забележуваме значителни успеси. Значи сме екипа на луѓе која што јас и Радмил например сме од општина Центар, каде што и сега имавме успехи на последните локални избори, каде што беше скоро невозможно да се доби. Имаме екипа на луѓе кои што навистина сметаме дека со нашето искуство и она што сме го правеле до сега, можеме ова да го имплементираме на национално ниво. И со начинот на кој што и сега во овој период се однесуваме, навистина ќе кажем уште еден момент кој што оди во прилог на тоа. Еве која е разликата. Да бевме и да размислувавме како раководството на ДПМН, сега веројатно целото раководство на СДСМ ќе беше на листите за пратеници. Ама ние никој не сме таму. Значи ние не се бориме за себе. Мене не ми е важно дали утре ќе имам пратеничка плата или ќе немам. Џабе ми е ако државата продолжи да функционира вака и оди надолу. Но тоа беше необично што го направите. Мора да признаете, идете на критика, веројатно и превирање внатре. Тоа е ваша работа, но е необично како потез. Пчелните луѓе да бидат надвор од парламентарната трка, веројатно граѓаните мислат се оставаат за екзекутивата. Во ред тоа е така, ние рековме, ние би биле дел од новиот владен тим на новата влада на СДС. Меѓутоа, оно што сакавме го покажеме и кон нашето членство, но и кон граѓаните, е дека никој не се бори овде за сопствените лични интереси. Поминато е времето во Македонија кога имавме луксус тоа да го правиме. Било кој од политичарите. Ќе се сложите дека е исклучително ризично, зашто ако политичката групација која вие ја одобрувате на листа влезе во парламентот со бројка што ќе ја кажат гледачите, а вие граѓаните ќе кажат, нели, ќе нема да успеете да формирате влада, тогаш тие ќе бидат прва лига, вие ќе видите минатото раководство на СДСМ. За тој ризик разговарате ли? Апсолутно сме свесни за тој ризик, меѓутоа
Апсолутно не е важно кој е раководство на СДСМ. Доколку во Македонија не се случат политички промени. Дали сум јас, некој друг, трет, ако СДСМ остане во опозиција, на државата нема да биде добро. Државата ќе продолжи да функционира статус кво, како што тоа го правила до сега. И тоа е едно главното прашање што граѓаните треба да си го постават пред да одат да гласаат. Дали сака да продолжи состојбата како што е до сега, последниве 8 години, статус кво, или да се обидеме нешто да смениме. Не можеме да изгубиме од промената. Навистина сметам дека не може полоша да биде состојбата од ова. Можеме само да дадеме шанса на некои нови луѓе, па ќе кажам, еве нека не сме ние, нека се некои трети, кои што имаат идеја, енергија, елан, знаење, да направат нешто повеќе. После 8 години на власт, и јас да сум лично премиер, граѓаните треба да ни речат доста е, време е за некои нови луѓе. Господин Манчевски, за да се направи програмата на владата, не се доволно само паметни, енергични луѓе со визија. Потребно е се и оние кои тоа знаат да го направат. Пред почетокот на емисијата ние разговаравме за тоа дека и ако ни даде Европа пари, не знам, некоја фондација, ние најчесто не успеваме да ги земеме затоа што немаме подготвени проекти. А немаме подготвени проекти затоа што оние кои тоа треба да го прават, не го прават. Зошто? Време место за анализа на некоја друга емисија. Евака сега. Доколку сте во опозиција да правите влада, вие ќе се судрите со една огромна администрација која за волја на вистината, ако се зголемува, ќе биде мастадонт кој нема да функционира. Значи не постои администрација која функционира поради својот број, туку поради својата положба, поради работењето. Што ќе направите вие? Ќе сманите администрацијата, ќе доведете ваши луѓе? Како ќе справите собствената програма? Во нашата програма која што ќе ја промовираме сега за неколку дена со почетокот на кампањата за парламентарните избори, имаме предвидена сет на мерки кои што ќе промовираат отварање на работни места во приватниот сектор и ќе нудат бројни бенефиции и за младите луѓе, но и за луѓето вработени во јавната администрација за нивно префрлање во овој сектор. Целта апсолутно не е никој да остане без работа. Значи невработеноста во Македонија е голема. Навистина ги сваќаме сите оние граѓани кои што дури и по цена на потпишување на партиска книжка прифатиле да го направат тоа за да влезат да работат. Затоа што на крајот на денот некој треба да донесе леб на маса. И тие сите оние кои што реално и професионално си ја работат својата работа, никој не треба да стравува за своето работно место. Нормално, имаме екстремни случаи каде што партиски активисти земаат плата, а не се појавуваат на своето работно место. Нормално за нив ќе важи законот. Ништо надвор од законските рамки. Но за факт е дека пребројната јавна администрација прво треба да се чувствува сигурна дека доколку си работи со својата работа, никој нема да остане лица. Второ, предвидуваме ред на позитивни мерки во вид на бенефиции кои што ќе им се понудат со цел да се префрлат во приватниот сектор. Не само за нив, имаме ред на мерки кои што ќе им дадат мотивација на младите луѓе да останат во државата. Дел од проблемот што спомнавте дека нема кој да ги пополнува овие апликации за странските фондови и странската помош е дека имаме огромен одлив на мозоци од Македонија. Некои наши анализи велат дека околу 300.000 луѓе во последниве неколку години се иселени од Македонија. Тоа е податокот на Светската банка, 400.000 за 12 години. Тоа се претежно млади, високо квалификувани луѓе, кои што не можеле својата екзистенција да ја најдат овде, многу лесно ја нашле во странство. Значи, ние ќе се обидеме преку ред на мерки за промоција на собствен бизнис, за стартање на собствен бизнис, како например нашата мерка за почнување на бизнис инкубатори во неколку региони во Македонија, меѓу кои што и во Штип би бил еден, со кој што ќе на најдобрите 320 идеи за започнување на бизнис, државата би им доделила по 10.000 евра неповратна помош, за да тие можат да ја почнат реализацијата на собствената бизнис идеја. Дополнително мерките за вработување на лица помлади од 29 години, кои што ќе кажам за среќа, ги прифати и скопира владата на ДПМН и ги имплементираше. Тоа беше наша идеја која што подпредседателот Узунов ја промовираше уште во ноември месец минатата година. И ред на други мерки кои што на младите луѓе ќе им дадат некаква иницијална шанса. Имаме уште една мерка која што вика дека на најдобрите студенти од универзитетите ќе им обезбедиме веднаш вработување или минимум пракса во приватниот или јавниот сектор во време трајање од 6 месеци до 1 година, со цел да работодачите се уверат во потребата за нив. Доколку на крајот од тој период се увиди дека придонесуваат кон
фирмата или организацијата, ти ги задржат. Сигурно дека нема да го отпуштат да си оди. Има, господин Мачевски, ово прашање многу ретко го поставувам и не се сеќавам дали сум го поставил. Политичарите, тоа што го работат, најчесто го ставаат во флоскули, во реченици, во програми и најчесто тоа има броеви, така, модерно е сега да се кажува, нели, и рокови и слично. Но јас би ја прашал вака, како, вие сте млад човек, да не го повторувам тоа многу пати, како ќе ми вратите надата на нашиве сограѓани, дека утре ќе биде подобро, дека нивните деца ќе се вратат, не тие што отишле, ови нема да одат, и дека овој тунел на транзиција, а сега транзиција, а состојба 20 години, не знам како може да се крсти, ама еден ќе заврши. Како политичарите, како иден поред волјата на граѓаните, нали? Како ќе да ја вратите надежда во едно нешто што секаде на светот, барем во развиените земји, се предпоставува, а се нарекува честност на магистратите, на представниците на народот. Како ќе им вратите надежда? Ете, па, јас сум по професија сум електроинженер и сакам да разговарам и со бројки и емпириски да ги поддржам тезите кои што ги говорам. Се прашањето не е такво каде што тоа лесно можам да го направам, но сепак пак ќе кажам, важно е прво да дојде до промена. Ако нема промена, не може да се смени ништо. Промена на што? Нормално е кај избори мора да се смени, може да се промени само власта. Да, ама промена заради промена. Тоа ми е прашањето. Како да биде промена на подобро, не промена заради промена? Еве пак ќе се вратам, пак ќе се навратам на тоа дека сум по вокација електроинженер и сакам врз база на факти да говорам. Иако и правниците тоа го прават, но во последно време не секогаш. Со начинот на нашето однесување. Еве оваа гарнитура да речеме на СДС. Со тоа што пак ќе го повторам, потегот дека ние не сме на листите за пратеници. Тоа е еден само мал чин, еден сигнал до граѓаните. Дека еве можеби оваа група на луѓе, некој ќе не крсне, не знам, можеби ненормални, не знам, ама ние сме нешто поинако. Ние сме поинакви. Не го правиме ово за себе. Значи мора да дојде прво до промени во државата, генерално, за да можеме да видиме дали нешто воопшто се сменило. Инаку сигурно ќе остане исто. Втората работа е дека, пак ќе кажам, со сет на мерки кои што ги нудиме во нашата програма, пред се наменети за луѓето, за младите луѓе да не ја напуштат државата. Искрено тоа го мислиме и навистина се надеваме дека ќе успееме да постигнеме некаков ефект. Ние до сега, мислам дека сите политички партии некако наивно му приоѓавме на овој проблем, сите го зборувавме, ама никој ништо конкретно не направи за да тоа не се случува. Затоа ви го поставам тоа прашање. Значи пак ќе ги повторам овие мерки кои што претходно ги говоревме. Нудиме иницијативи за стартување на сопствен бизнис. Нудиме субвенционирање фактички за вработување на лица по 29 години. Имаме мерка за укинување на данокот на добивка од земјоделска дејност. Значи некој млад човек на 18 години кој што не мисли да продолжи со своето образование, навистина го мотивираме да почне на пример да се занимава со земјоделие. Ама реално се занимава, некако овие големиве земјоделци од страна на власта кои што реално ништо не произведуваат. Така да нудиме сет на мерки кои што помалку ќе создадат една многу поволна клима, амбиент за млад човек да се обиде сам. Никој не го негира правото на човек, било да е млад или во поодминати години, доколку се обидел, не успеал, па да ја напушти државата. Апсолутно. Меѓутоа, навистина ми е и мене жал кога го гледам тоа, дека луѓе кои што само што го завршиле своето образование, спремни кадри, веднаш ја напуштат државата и воопшто не гледаат перспектива да не се обидат овде. За жал тоа е така поради системот на оваа власт. Тие викаат, ако немате партиска книшка, тешко да просперирате во оваа држава. Така си беше и многу години до сега, но од ваша перспектива е така. Инаку тоа нема да го прифатам, затоа што еве јас ќе кажам пак на личен пример ќе зборувам. Јас сум дипломиран електроинженер кој што до 2006 година, ако условно кажано мојата партија беше на власт, јас не добив вработување од мојата партија. И не добија многу мои сопартици, впрочем, ако малце прашате по членството на Социјалдемократскиот сојуз, која е причината зашто изгубивме до 2006 година, ќе ви кажа затоа што не ги вработував нашите членови. Како до сега не било никогаш. И ќе беше во ред. И овој систем, доколку беше одржлив, доколку се отвара нови работни места во приватниот сектор и има достоинствени плати луѓето.
Сега што ни се случува? Владата вика, сакаме да привлечеме странски инвеститори. Како ги привлекува странските инвеститори? Со тоа што вика, имаме ефтина работна сила. Значи ние имаме сега големи светски фирми кои што отворија фабрики во Кавадарци, некои овде во Штип, во Битола, во Скопје, кои што дават плата од 8 до 12.000 денари. Извинете, ама со тие пари навистина би сакал да го видам некој маѓоничар да преживее во Македонија. Не е доволно. Еве уште една мерка која што предлагаме. Минималната плата во државата за сите да биде 10.000 денари. Ако е минималната 10.000 денари, навистина веќе ќе имаме друг систем на градација на надградување. Така што едноставно мораме да го смениме системот на вредности, а тој систем на вредности може да се смени. Тоа е најтешката работа. Да, меѓутоа само со одредена промена. Така. Статус кво ситуацијата нема да ни донесе ништо. И чекор по чекор, мал чекор, сигнал по сигнал се обидуваме да им кажеме на граѓаните дека има луѓе во оваа земја. Така. Не се сите во СДСМ, има и во другите политички партии, кои што може би може тоа да направи. Рековте, јас сум инженер. Ја читав една програма од препораките, веројатно и вие сте читали, активен политичар сте, од Европската комисија за намалување на сиромаштијата и намалување на невровотеноста. И тука имаше еден куп бројки од Италија, така натаму, и препораки државите кои мерки да ги преземат. И Македонија доби структурирање на економијата, образованието, преструктурирање на образованието. И тука имаше една убава реченица која јас се обидувам да ја интерпретирам, вели промена во образованието, произведување на кадри кои се вработливи. Да. Значи, пораката од таа комисија кај нас е да престанеме да штампаме филозофи, социолози и не знам, културолози и останати знања кои се потребни, ама не во таков процес, тука да почнеме да произведуваме, да воспитуваме, да имаме инженери и нешто се бара на светската сцена. Тоа ќе значи рез во образованието, не е тако како што е така. Ако сте во позиција тоа да го правите? Апсолутно сте во право за таа констатација и таа е констатација на Европската Не е моја, унија. тоа е на Европската, на комисијата. Пак ќе се вратам на системот на вредности. Каде е основата на овој проблем? Партијата на власт ви вели, заврши факултет од општествена дејност и ќе те вработам некаде во администрација. За жал, доколку верува на вистина во нивните зборови, дека отвараат нови инвестиции, нови работни места, фабрики и така натака, ќе велеа заврши електротехнички, машински. Не научи, не заврши. Да, во ред, научи и ќе те вработам во одредена фабрика. Нивото на странските инвестиции кај нас е се уште екстремно низок. Пазите, ние сме по бруто домашен производ сме рангирани на 113-то место во целиот свет. За зашто ни зборува владава за каков реформатор е? Бруто домашен производ е единствен реален параметар она што се произведува. Ние сме 113 во светот. Што е она што единствено го бара било кој странски инвеститор било каде? Не бара добра влада, која што со него ќе се однесува, мислам тоа е една од основните карактеристики, но основата е бара стабилен систем. Добро, Forbes вели дека имаме, нели, домакинска бизнес атмосфера. Вели Forbes, на кој што владата му плаќа за реклама, да. Тоа го вели веројатно и Сител сега, ма сосема е друга мотивацијата за тоа. Значи, судскиот систем, стабилноста на судскиот систем, на спроведување на судските одлуки, на владењето на правото е основата за било кој странски инвеститор, за сигурноста на било која странска инвестиција. И тука е сршта на проблемот. Во однос на системот на образование, има една, можеби и фама или невистина која што нашиот политички противник се обидува да ја наметне, а тоа е дека СДСМ можеби ќе затвара, укинува универзитети, дисперзирани студии и така натака. Апсолутно не е точно. И во нашата програма најкристално чисто го имаме тоа кажано. Ќе работиме на понатамошно напредување и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, но и на дисперзираните студии секаде низ Македонија. Доколку луѓето сакаат да се образуваат и да учат, ние треба тоа и да им го обезбедиме, но да биде реално и квалитетно образование. Не ради реда само да се земе диплома. Значи ќе се воведат, ако не може не функционира овој систем на дисперзирани студии, ќе се воведе систем на далеченско учење, каде што студентот ќе добие реално образование, кое што подоцна ќе може да го примени. Акцент многу поголем ќе се даде на природно-научните науки, со цел да создаваме и ние кадри, базен, пул, и за странските инвестиции кои што доаѓаат овде. Значи пазете, овде не доаѓаат странски адвокатски фирми, овде доаѓаат
луѓе на кои што им требаат електроинженери, машински инженери, биохимичари, техничари и така натака. Значи ќе создаваме и за тоа кадри, но и за едноставно тие кадри да може да се имплементираат и во постоечките капацитети. Мислам дека преку повторно кажам менување на тој систем на вредности ќе влијаеме и на психата на младиот човек е нас, кој што нема да го гледа спасот и екзистенцијата во вработување во јавна администрација и толку, кој што реално не му го решава животниот проблем. Не му го решава. Тој ќе живее цел живот на кредит, тој ќе живее цел живот со некаква ограничена плата и напредување. Наместо да си ја гледа иднината во започнување собствен бизнис или вработување во приватен сектор кој што е успешен. Така. Јас би поставил прашање од меѓународната политика, меѓутоа да го ставиме тоа за кандидатот за председател, затоа што уставот вели таму му се неголемите ингеренции. Би поставил исто прашање од сетот на одбраната, меѓутоа така рековме дали пред емисијата да се држиме до рамките на правната држава, а таму вели председателот е тој што ја усвоила стратегијата и така натаму. Па да го ставиме тие прашања за него. Имам уште едно последно прашање кај вас, а тоа е полека претварање, давање на нада на граѓаните, меѓутоа претворање на Македонија во модерна граѓанска држава, за која се потребно време, место национална племенска подела која и во почетокот на емисијата реков дека може да биде донесе катастрофални резултати. Можеме ли ние, албанците, турците, сите што живееме овде, полека да се претвараме во граѓани, а да излеземе од своите племенски сојузи? Јас верувам во тоа. А тоа е задача на политичарите. Апсолутно. Прво, јас верувам во тоа. Ако не сум верувал во тоа, немаше да се ангажирам во политиката. Во политиката, ќе кажам, за жал, сум цели 18 години на од најниско ниво на активизам во младински категории. Еве сега ја добив честа да сум во раководството на СДС. Во нормална држава, млад човек секако нема да сакал да се бави со политика, туку ќе си гледал некои други интереси. Цврсто сум уверен дека можеме. Зошто ако не веруваа барем дел од и македонците, и албанците, и турците, и сите кои што живеат овде, во овој концепт, мислам дека Македонија одамна ќе ја немаше. Ке имавме многу шанси да се распаднеме. Меѓутоа тука шанси имаме колку сакаш и денес ги има. Да се надеваме дека ги истроши. Да. За жал опасности по право сте секогаш постојат, но мислам дека секогаш постојат и разумни луѓе кои што можат тоа да го спречат и да Македонија ја туркаат едноставно напред. Ние како партија тој го докажавме, па ќе повторам еднаш. Со периодот на нашето владење од 2002 до 2006 каде што на наша политичка штета донесовме многу одлуки кои што мислам дека ја спасија Македонија. И тоа добро, да не зборуваме за минатото. Апсолутно сметам дека постои капацитет во оваа држава да тоа да функционираме заедно. Ама пак за да тоа се случи, промоцијата на таа политика, на тие идеи, на тој концепт мора да дојде од власта. Не може некој што ги нема контролните механизми да промовира ваков концепт и особено од друга страна да е напаѓан од страна на власта. Пазете, имаме сега буквално паралелна влада во Македонија, две паралелни влади во Македонија. Имаме паралелни народи, живеат едни покрај друг. Ова се веќе и паралелни влади, значи нема мешање на интересите во различните бизнис сфери кои што си ги имаат покриено. Ако е министерот од ДУИ, условно кажам моментот, не му се меша никој од другиот партнер во владата и обратно. Ако тој систем го промовира владата, нормално дека ќе се преслика на сите нивоа на животот. Но ако владата покажува нешто друго, ако владата промовира политики, ако владата наместо да имаме кампањи за, не знам, читање на книги, кој што во ред не е ништо спорно, ама се насочи одредени средства во систем на можеби интегрирано образование, наместо сега паралелен образовен систем кој што ги имаме, барем пилот проекти или нешто слично, ќе имавме некакви резултати до сега. Ова власт навистина не се ни обидува тоа го направи. Напротив, за своји лични политички интереси се обидува дури и да јава на тој национализам. Дневно политички. Само 1-2 месеца пред и за време на изборите и подоцна се е во ред тендерската коалиција помеѓу ДПМН и ДУИ цело време функционира. Така. Извините, малку со раката не сакам да ви прекинам. Веројатно гледачите очекуваат да ви поставам прашања од типот на обвинувањето на вашите политички противници за
добивањето на средства од Куманово и така натаму. Меѓутоа, тогаш ќе ја извртиме вредноста на оваа емисија. Рековме дека е време за нови вредности. Слободно, не никаков проблем. Но, рековме дека е време за нови вредности, нека ја прашуваат другите колеги во таква емисија. Јас сметам дека на политичарите треба да ни дадеме шанса прво да покажат својата добра намера, да ја остварат својата чест, а после да ги питуваме дали се криминалци или не се. Тоа не треба ние новинари да го правиме, треба да го прават институциите од системата, а ние само да ги известиме граѓаните за тоа. Не мислам дека ние треба да бидеме истражувачи, затоа не ве прашам. Но имам едно последно прашање до вас, како да ме за краток коментар би ве замолил. Има многу политички теории во светот, нели? Од социјалдемократски, десни, леви, секакви. Но еден пријател мој писател, кога го почитува многу, рече вака: не може држава да постои во која што нема постојани вредности, а држава во која од мода излегува тегето дело, валцер и љубовта кон татковината не може да постои. Што велите вие на ова литературна фраза, меѓутоа со голема политичка конотација? Сега може малку ќе се послужам и со хумор, а во однос на тегето делото, мислам дека премиерот на Македонија целосно ја поби таа мода, не постои веќе, затоа што го гледаме во сите бои. А во однос на другото, знаете како, ја имам, па можеби моја лична теорија, дека едноставно сите луѓе што живеат во оваа држава се народот на оваа земја, се граѓаните на оваа земја. Некој може да сака една работа, некој може да сака друга работа, некој да сака трета. Не би ги ограничувал, не би ги стегал. Некој може би сака тегето дело, некој сака шарено, некој сака валцер, некој сака турбофолк, некој може би не сака ништо. Ама луѓето треба да им дадеме слобода да се изразуваат и да прават она што сакаат. И тоа е она што и фали денес на државата. Да оној што ќе е вработен во јавната администрација, да не се плаши дека може да каже што сака на работа. И за власта, и за опозицијата, и за вас, и за мене, и за сите. Да луѓето кога ќе одат по улица, да кога ќе поминувате вие новинарите да ги прашат нешто, да не одбегнуваат и бегаат понатаму. Туку да се охрабрат да дојдат и го кажат тоа дека сака тегето дело. Или сака карирано дело. Што вели Френсис Фукујамо? Стравта прераснува во гнев со ист постоток и јачина како што е самата. Искрено се надевам. Така, ви благодарам што 45 минути разговаравме во Агора. Наши гледачи, вашите гласачи слушаа, одлуката ќе остане нивна. Благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Манчевски, а јас ќе повторам повторно реченицава и ќе ја повторам како ќе ја повторувам за да може да разговараме за вредностните системи. Така вели Синиша Ковачевиќ. Не сме во една држава од мода да излегува тегето дело, валцер и љубовта кон татковината. До новата Агора, довидување.